Кардиоваскуларните болести се убиец број 1 во светот. Состојбите кои влијаат на срцето или крвните садови, како што се срцев удар, мозочен удар и срцева слабост, убиваат повеќе од 20,5 милиони луѓе секоја година. Како фактор број 1 за смртност во светот кардиоваскуларните заболувања, мораме да кажеме дека и покрај напредокот на медицината, тие се уште се во многу висок процент. Она што треба да не потикне секогаш е дека секогаш има претходни знаци, секогаш има нешто што укажува дека има проблеми и тоа заедно со докторите, со медицината и со ваквиот начин на информирање ние мора да го откриеме за пациентите да ги спасеме. Кои се најчестите проблеми со срцето и симптомите на срцевите проблеми? Симптомите се од зависност од која болест и која состојба е, има индивидуалност, меѓутоа генерално сите проблеми кои се со болки во градите, замор, губење на здив и слично треба да се испитаат дали се поврзани со кардиоваскуларниот систем. Исто така искриените симптоми, односно непостоечките симптоми, како што се состојбата со мастите, шеќерната болест, притисокот на кој најчесто, високиот крвен притисок на кој најчесто се адаптираат пациентите и немаат никакви симптоми, секако се состојби кои треба да се контролираат и добро да се знаат за да можат да бидат во рамките на она што е безбедно за нашите пациенти. Од друга страна, што граѓаните прават за да го заштитат своето срце? Па, искрено да ви кажам, избегавам нервозите најпрво. Да кажам, оти психички кога се нервираш и кога ставаш све на срце, највеќе се оштетуваат и нервите и срцето нормално. Морам, не смеам люто, газирано и така морам да се чувам, да ги слушам лекарите. И што ќе правам? Ќе земам да го држам и добро, ја и благо не си јаде, нели, а и солено не јаде многу. Значи, тоа ми беше, јас овие 3 прста, колку фанам сол, толку ставам. И викам, доста е толку. Светскиот ден на срцето се слави на 29 септември. Овогодишната кампања е фокусирање на познавање на нашите срца, во смисла на едукација за болести кои се насекаде околу нас и ги погодуваат луѓето, што ги познаваме и нашите најблиски. 80% од предвремените смртни случаи од СВД може да се спречат со мали промени во животниот стил. Се работи за тоа што јадеме и пиеме, колку вежбаме и како управуваме со стресот.